Беше тоа на 6. август 1900 година, кога во Битола, во така наречената Поп Ставрева афера, османлиската власт го затвори, а потоа го осуди на робија Даме Груев, еден од водачите на ВМРО. Поради револуционерната дејност во битолскиот затвор, Груев е испратен во Подрум Кале, Мала Азија. Во 1903 година тој е амнестиран, а потоа ја продолжил својата дејност. На 6. август 1903 година е напишан Крушевскиот манифест. Негов автор е Никола Киров Мајски, иако одредени историски извори како автор го наведуваат и Никола Карев. Манифестот е напишан на македонски јазик со крушевски дијалект, а потоа преведен и на турски јазик. Тој е испратен во 17 примероци до околните села со чисто или мешано муслиманско население. Во него околното население братски се повикува да ја поддржи и да ја помогне светата борба на сите обесправени во Македонија. Текстот на манифестот за прв пат е објавен во драмата Илинден на Никола Киров Мајски во 1923 година. Беше тоа на 6. август 1944 година, кога во селото Рамно, Кумановско, Президиумот на АСНОМ донесе решение за формирање на 8 поверенства при Президиумот и за поделба на Македонија на области, околии и општини. Беше тоа на 6. август 2016 година, кога Скопје и околината ги задеси големо невреме, кое предизвика големи поплави со 22 жртви. Невремето траеше повеќе од 5 часа, а во првите 2 часа регистрирани се повеќе од 800 громови. Во ова невреме најмногу настрадаа Црешево, Стајковци, Смилковци, Сингелиќ, Економија, Инџиково и долниот дел од Арачиново, како и дел од Илинден. На 6. август 1875 година е роден Григорije Хаџиташковиќ, македонски револуционер, учесник во македонското револуционерно движење, член на Македонскиот клуб во Белград, главен уредник на весникот Автономна Македонија. Тој се залагал за автономна македонска држава во рамките на една Балканска федерација. Соученик и пријател на Крсте Мисирков, бегалец од Воден во Белград и од Белград во Софија и обратно, студент во Белград и во Париз, воспитувач и учител, а подоцна и директор на српски гимназии во Македонија, во Солун, во Скопје и во Битола. Тој заедно со Георги Герџиковиќ бил обновувач на Македонскиот клуб во Белград, подоцна и коавтор на Воденската декларација од јули 1918, како и автор на Крвската промеморија во 2 верзии, од 1 и 19 септември 1918, за културно-националниот ентитет и идниот рамноправен конститутивен автономен статус на Македонија во југословенската држава. На 6. август 1943 година во местноста Осојница на селото Ореов дом Велешко, во борба со бугарските контрачетници и полицијата, загина Трајче Лазов Андреев Петкановски, еден од најактивните борци во времето на Народно-ослободителната војна. Роден е во селото Бистрица Велешко на 7. октомври 1919. На 6. август 1999 година во Скопје умре Стеван Габер, професор на правниот факултет во Скопје, истакнат научен работник од областа на државноправната теорија и политикологија. Стеван Габер е роден во Велес во 1919 година. 6. август се слави како Ден на независноста на Боливија и на Јамајка.